Добар ден, криптоентузијасти, уште еден убав ден тука покрај морето во мојот двор. Интересна работа, некои прашања кои што постојано ги добивам, а не можам да разберам да ги добивам овие прашања од некоја друга нација, од некој наш балкански сосед би разбрал. Ама да ги добивам овие прашања од македонци, јас едноставно не можам да разберам. Стварно, значи, не можам да го разберам нашиот жален менталитет. Значи, тоа е реалноста. Утрешното видео е економско видео. Значи, тоа ни по точка разно немој да се сомневате воопште. На крајот од денот целиот овој канал е наменет за економија. Оно што постојано го кажувам, но едноставно геополитиката е комплетно вткаена во економијата. Економијата не оди нигде без геополитика, дали се разбираме? Е пример кој што се случи сега, пред само еден ден, кој што исто така ќе биде обработен во утрешното видео. Значи, доаѓаат ситуација во која што Америка и се заканува на Кина со економски санкции, доколку не престане да ја помага на Русија. Што ви кажува тоа? Значи, самиот просперитет на Кина во иднина е директно поврзан од нејзината геополитичка позиција. Се разбираме? Значи, нема вие дали сакате или не сакате. Политиката е вткаена и посебно кога станува збор за ова геополитички, нели, поделби на една или друга страна, на источен или западен блок и така натаму, сето тоа е вткаено во економијата. Сега да се вратиме на оно што сакам да го кажам. Значи, утрешното видео ќе биде посветено на неколку македонски херои кои што го изгубија својот живот во заседа направена од УЧК терористите од албанска националност, кои што ние ги сметаме со оаза на мирот и не знам како уште не лажат дома. Така, зошто е ова толку битно за утрешното видео? Постојано го добијам истото прашање, зошто толку омраза кон американците? Еве сега ќе погледнеме во неколку клучни сфери за македонската нација. Сега нема да зборуваме за Русија, нема да зборуваме за Украина, Кина, Виетнам, ништо не интересира. Сега ќе зборуваме за македонската нација. Да немаш омраза кон американците, треба да си полуретардиран. Зошто го велам тоа? Сега, нели, да одиме со клучни фактори, така? Значи, Америка стои позади ЕУ, Америка стои позади НАТО. Во последните 20 години, ниту една одлука не е донесена од овие два ентитета, без при тоа истата да биде во директна полза на Мурика и директно одобрена на Мурика. Така, што ние добивме од нашето стратешко партнерство кое што не трујат и СДСШ и ДПШНЕ, што добивме ние од стратешкото партнерство, дека наводно нас Мурика не е стратешки партнер. Ајде да пресметаме, така. Прво ве убедуваа дека треба да направите спогодба со циганите на југ, така. Името го дадо. Значи, таму бев. Денешен ден, така. Значи, направија се што може. Името го дадоа. Ставија УЧК премиер. Се направија затоа што и беше одобрено и побарено од страна на истата таа амбасада, која што моментално е на Кали. На најдобрата позиција. Значи, ние дадовме и утврдување, не само позиција во нашата земја. Значи, да се вратиме на конфликтов. И што направивме? Значи, го сменивме нашето име, библиско име. Додававме, правевме, угодувавме. Зашто? Зашто? За да успеат да не комплетно да не откинат тој ентитет кој што го има во Егејска Македонија. Целосно да биде прекината онаа врска помеѓу Егејскиот и Вардарскиот дел на Македонија. Значи, тоа беше направено само со цел да се стави крај на нашите врски со истиот тој народ на другата страна од границата, кој што одамна успеа да го убијат, да бидеме јасни. Значи, тој народ одамна не знае за братството со Вардарска Македонија. Но ова беше само да се заврши сето тоа, се разбираме. Наеднаш под покровителство на таа амбасада на Кале, сега веќе ние немаме античка историја. Ние постоиме, како ни рекоа, прво беше постоиме буквално после Балканските војни, така. За после тоа, нели, уште еднаш да ни помогнат сега со татарите на исток, така. Значи, што направивме? Под директно подкровителство на НАТО. Во преговорите со овие џукели на југ, ние буквално се опишавме од историјата. Преименуваме, значи, споменици преименуваме вој на конј. И знак среде Скопје стои дека тоа било дел од еленската историја. И пак ќе кажам, сето ова под покровителство на НАТО.
Ако го смените името, НАТО. Ако ја опишете историјата, НАТО. Така. Втора ситуација. Дојде таа штоката мечка, како и да се викаше премиер на Бугарија, блокира 3 квадрати од Скопје околу влада, за никој да не може да се приближи кога подпишуваат договор за пријателство под покровителство на Америка. Затоа што ако подпишеме договор за пријателство, готово членство во НАТО, затоа што членството во НАТО е нешто што цел свет го бара. Значи без членство во НАТО не можеме да бидеме ние. До сега не знам како сме постоеле без да бидеме членка во НАТО. Така, што направивме? Подпишавме договор за добрососедство. Ја опиша историјата до 1945 година. Постои некоја си комисија од некакви си така наречени македонци, джукели, кои што застанови ја продаваат државата и низината историја до 1945 година. И целосно се откажавме од малцинствата и во Пиринска Македонија и во Егејска Македонија. И тоа соодветно на папир, се разбираме, подпишано, дадено авал и од СДСШ и од ДПШНЕ. Джабе се бунат двете партии, целосно го поддржава. Уште наеднаш излегуваат представници од ДПШНЕ и кажуваат како тоа е реалноста, ние не можеме да го промениме тоа. Значи, од такви джукели патиме, се разбираме, од домашни предавници и од надворешни. Но да се вратиме прво на надворешните, така. Што се случи? Добро, се откажеме од целосна врска со Пиринска и Егејска Македонија. Да не заборавиме дека ние за Пиринска Македонија, па и за Егејска, имаме добиено повеќе од 10 пресуди на Меѓународниот суд за човекови права, каде што и било наредено во повеќе од 10 наврати на Татарстан, оваа источна джукела од држава, да ги даде правата на македонците во Пиринскиот дел. Ниту една од овие пресуди никогаш не е применета. Тоа е делот од НАТО пактот, се разбираме, тоа се тие демократски држави. Уште еднаш, начело со тие што им дадовме на Кале да имаат, нели, амбасада со 3 спрата надоле, така. Сега, значи, откако видовме какви се нашите придобивки од источниот и јужниот, нели, сосед, да видиме што западниот сосед добил од нас. Под покровителство на истата таа нација, која што утре, нели, ќе ја пегламе. Прво го земаа Косово, за кое што нема да разговараме сега, тоа не е наша тема. Потоа во 2001 година ги примивме како бегалци 200.000 бегалци примивме. За истите да се населат во Гостивар и Тетово и да ги превземат тие градови. Дел од тоа и наша вина, многу од македонците си ги продадоа своите куќи. Тоа не го менува фактот дека сето ова е оркестрирано од страна на истата таа Мурика. Што направија после една година? Значи беа примени како бегалци, направија војната од Косово да се префрли во Македонија. Затоа велам дека овој масакар што утре ќе правиме на некој начин 22 години од истиот, е директно под покровителство на тоа исто Кале за кое што јас зборувам. Да дојде македонец да ми каже: па ти зошто имаш причина да ја мразиш Мурика? Па добро, како може да немаш причина да ја мразиш Мурика? Јас од Македонија бев избркан од лоши македонски политичари, кои што дозволија подпишува и на рамковен договор, иако македонската војска победи во таа војна, кои што доволија целосна капитулација, иако македонската војска победи во таа војна, сето тоа оркестрирано од страна на Кале. Кале нас ни кажува како смееме да браниме нашата земја. Кале нас ни кажува кога и колку смееме да браниме нашата земја. Од албански терористи, така, за на крај истите тие терористи, покрај сето тоа што ќе го направат, цивилни жртви, воени, полициски жртви, да бидат донесени со автобуси со клима надвор од Арачиново, за денеска да бидат премиери, денеска да бидат министри. Значи јас растев во време кога без разлика на тоа какво школо имаш, колку си бил успешен, ни беше кажувано: дечки, не барајте работа. Според ранковен договор прво треба 25% да им дадеме на албанците сегде. Значи тие генерации сум јас. Кога ми беше кажувано дека воопште не се ни надевај. Денеска за македонците во Македонија нема место. Ние сме граѓани од втор ред поради тоа Кале. И тоа Кале до ден денеска направи истите овие терористи да не одговараат за своите постапки. Сите знаеме дека тие министри се и членови на жолтата куќа и бивши терористи кои што предавале македонски единици. Еден од масакрите кои што се случил во текот на утрешниот ден
пред 22 години и така натаму. И не одговара само заради тоа што Кале вели они биле борци за слобода. Они се бореле за правата на албанците во Македонија со окупирање на македонска територија. И денеска, после 22 години од овој конфликт, Кале ви седи во центарот на Скопје, а нашите политичари не смеат да донесат ниту една одлука без при тоа да отидат во Кале на пушење. Знаете како? Ама ич не ми чуе дали ќе се навредите или не. Значи, во денешно време нема еден политичар, ниту од СДСШ, ниту од ДПШНЕ, што прво не оди на пушење во Кале, за да му кажат дали и како смее да гласа и како сето тоа ќе биде одлучено во нашето собрание. Нашето собрание е само куклен театар. Нашата држава е директно водена од Кале. И моментално ние сме граѓани од втор ред во нашата земја, додека нашите оаза на мирот со граѓани кои што ние толку многу ги почитуваме албанците, ние владеат државата. Дојдовме во ситуација бизнисмени од туи да купуваат бизниси во Македонска Каменица, во Делчево, така. Тоа се поради тоа што ова е демократија, нели? Значи, како да не можам да ја разберам, жални сме, Значи, да дојдеме во ситуација да ги правдаме американците. И битно на крајот влеговме у НАТО. Кои се тие придобивки од НАТО? Тоа што пола од населението се исели од Македонија? Тоа ли е една од придобивките? Тоа што дозволивме на албанците наместо само тетови гостивар тури Скопје да го земат, или тоа ли е исто дел од придобивките? Не. Значи не навлекуваме во целиот свет. Нема каде Америка отишла да нешто позитивно се случи. Значи тоа е светската терористичка организација number one. Без никаква конкуренција. И гледаме дека во секој ќош од светот си имаат по една ваква држава на која што е дозволено да прави што сака. Без разлика дали е тоа Тајван, или е Израел, или е некоја друга земја, ние затоа си го имаме Косово и Албанија, кои што во 21 век си развиваат мапи на голема Албанија, си прават во среде Скопје прослави на голема Албанија, си градат, да не заборавиме најбитната работа, споменици на УЧК. Во 2001 година македонската војска победи. За до ден денеска македонските бранители да немаат пензија и уште оние кои што добиле некаков надоместок сега моментално ме информираат дека се принудени од државата да го вратат за македонската крв пролеана за да се одбрани Македонија. И сето тоа благодарение на вашите демократски американци, на вашите браќа на Кале. Уште некој да има да ме праша зошто ја мразам Америка. Пазите, јас не излегов дури и надвор од границите, јас се уште во Македонија го зборувам ова. А те колку има да се зборува надвор од границите на Македонија. Да, овој канал е економски, но знаете како? На крајот, кога добивате профит е многу сладко. Но ако добиете профит со пропаст на вашиот непријател е толку многу посладко. Значи, како да ви објаснам? Но нели, за тоа малку подоцна во текот на утрешното видео ќе објасниме детално што очекувам од оваа американо-нацистичка, неоколонијалистичка империја во светот и ќе видиме како сето тоа во забрзан процес ние ќе доживееме да го видиме и овој капиталистичко западен свет ќе отиде надвор во историјата еднаш и за секогаш. Да, многу луѓе претходно го зборувале тоа, но сега го гледаме лайв. Значи го гледаме епизода по епизода. И нормално јас како и секогаш зборам со факти, значи како и ова видео гледате дека сето ова што го кажав е со факти на кои што на сите вас ви е познато. Секој од вас го живеел ова. Голем дел од вас отишле на запад или во било која друга земја затоа што дома немало леп за нас. Морало прво за малцинствата да се обезбеди. Како и да е, се врти тркалото. Знаете како? Има едни интересни видеа кои што ги исполнам со ова сутре, како бегаат последните хеликоптери од Сајгон, кој што денеска не постои, денеска се вика Хо Ши Мин, во чест на ослободител на виетнамскиот народ, како бегаат последните морикански хеликоптери и како гнидите предавнички стојат пред амбасадата и се молат да ги земат со нив, затоа што народот доаѓа да ослободи оваа држава. Многу години подоцна имавме втора ваква ситуација во Афганистан, каде што исто така имаше американски авиони како летаат по пистата, а афганистанци кои што до тогаш служеле како предавници се држаа за тркалата на овие авиони. Е па кажете им на Косово дека наскоро истите тие авиони по се изаѓа ќе ги напуштаат и бон стил позициите. Но како и да е, нели?
Ке почекаме, ќе го видиме и тоа. А вие ако мислите дека ова е многу нападно, знаете колку ми е гајле. Како и да е, нели? Секој со својата глава, секој со своето одлучување. Ова е мојот став и јас стојам позади ова и секогаш сум стоел и на денешен ден кога го избра УЧК да биде премиер на Македонија, јас бев пред собрание. Бев таму да бранам оваа држава. И немам ништо да кријам, има соодветни докази за тоа, ни па некогаш сум криел. Значи бев таму за да го спречам тоа. За денеска истата таа Џукела да биде премиер во мојата држава. А јас со соодветно школо, со искуство и, нели, како што кажавме, со маргарин кристал, да бидам на Малта. Да бидам протеран од сопствената држава, затоа што сум граѓанин втор ред. А он се појавува со машина на која што пишува дека албанците веќе не биле гости во сопствената држава. Албанците не се држава, си имаат своја. Значи таа нација во Македонија е гостин, била и секогаш ќе биде. Ќе дојде ден. Нема проблем, ќе почекаме ние. Балканот не заборава. Но како и да е, чекор по чекор. Дали мислите дека ова видео било преполно со омраза, останува на вас, тоа останува вие да си одлучите сами, но после сите овие факти размислете сами дали вие имате причина да ја сакате Америка, демокрација и брудерхуд, така? Ви благодарам на сите, се надевам ќе уживате во утрешното видео. Од понеделник продолжуваме со Алтко и недела нормално. И уште јас ќе кажам, нема влакна на јазикот, нема веќе што да изгубиме друштво. Значи, дојдено е до тука, ношто коска. Ако продолжиме со ќутење, не се секирајте. Демокрација, брудерхуд, нема да постоиме веќе, ќе бидеме курди на Балканот. Па вие натаму како сакате, и уште јас ќе напоменам, на крајот целта на овој канал е економска, профит, но нели, треба да знаеме зошто, треба да знаеме кои сме, не смееме да се изгубиме во општество, така? Значи идејата на американскиот сон е профит и ништо друго. Ние никогаш не сме биле тоа. Ние немаме партнери никде во светот, сме сами за себе си. Но прво мора да знаеме кои ни се непријателите, се разбираме. Најголемиот проблем на македонската нација е што никогаш не знаела кој е непријателот. Прво почнувајќи однатре, овие гниди што на пушење во кале, а после тоа и од нашите мили соседи од сите страни. Така да, нели, ќе останам на вас да размислите, а во текот на утрешниот ден да ви биде јасно зашто имам толку силни чувства кон кале и кон овој неонацистички режим во светот. Нели, оставам вие да размислите понатаму. Ви благодарам. Македонец за македонец.